Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Општина Кочани го продолжува процесот за изработка на стратегија за одржлив развој за наредните 5 години, во што се вклучени и граѓаните. Се одржа втората од планираните 3 работилници, на која се утврдуваа можните приоритети по дадените предлози за насоките за развој. Процесот за изготвување на стратегијата за одржлив развој на општина Кочани за периодот до 2023 година продолжува, а во тие рамки се одржа и втората работилница, на која повторно беа вклучени представници на клучните засегнати страни, јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор. Главна тема на дискусија беше анализата на дадените предлози од претходната сесија и визијата на граѓаните за развој на општината во иднина. Целата постапка продолжува да ја водат надворешни експерти од Организацијата на жените при Обединетите нации, која преку регионалниот проект Промоција на родово одговорни политики во Југоисточна Европа всушност и ја финансира изработката на стратегијата за развој. Минатиот пат повеќе генерално зборувавме, утврдувавме кои се предизвиците, можностите, проблемите, заканите, а сега веќе поконкретно ќе се фокусираме на тоа што точно ќе работиме, на што точно ќе се насочи општина Кочани на кој што ќе работи во следните 5 години. Значи дека на третата работилница конечно ќе биде утврден приоритетот каде ќе се. Па да, се надевам дека на следната сесија веќе така и планот, дека веќе ќе имаме појасна слика за тоа каде ќе се фокусираат напорите на општина Кочани за развој, а се разбира за нас останува понатаму и по завршувањето на третата сесија работа да ја заокружиме оваа стратегија со дополнителни информации и податоци кои што ни се потребни за тоа да изгледа како една осмислена и издржана текст, издржана стратегија. Стратегијата за одржлив развој на Кочани е важен документ што треба да ја помогне на локалната власт да ги опфати и да бара начини за да ги задоволи потребите на граѓаните. Според предвидената динамика, до крајот на јуни треба да се одржи и третата работилница, на која заедно со граѓаните ќе бидат дефинирани главните насоки за развој што ќе се најдат во стратешкиот план. Потоа ќе треба да се изготви и нацрт текстот на стратегијата за развој, за кој крајниот збор ќе го има Советот на општината. Советот на општина Виница го донесе долго очекуваниот детален план за местото викано Ила, а ги изгласа и новите такси за пазарџиите. Министерството за транспорт и врски даде зелено светло за донесување на деталниот урбанистички план за блок 2, дел 2 и дел 3 во местото викано Ила, со вкупна површина од 19,30 хектари. На барање на нашите сограѓани забрзана е постапката за донесување на деталниот урбанистички план, поточно за блок 2, дел 2 и 3. Овој детален урбанистички план е со површина од 19,3 хектари. Во него се предвидени повеќе намени, како големи трговски единици, мали комерцијални објекти, Г2, Г3, Г4, тоа се лесна и незагадувачка индустрија, тука се предвидени и сервиси, како и реновирање на постојната бензинска пумпа во нашата општина. На последната седница на Советот на општина Виница се утврдија и нови цени за наплата на пазарна такса. По самата дигна реакција, овие што ги држат зелените тезги, као им доаѓаат од други градови со комби, со камионче, кои паркираат пред нив, па им сметаат. Значи, ни решивме да го легализираме тоа на еден начин, со тоа што од тезга, од метар квадратни си плаќаат 350 денари, ама тоа значи за 26 по 4, 24-5 дена во неделата. Со комби или со камион ќе плаќаат по 150 денари од затечена состојба. Тие се инциденти, не се секој пат исти. Тоа што по план ќе имаме инкасатор, значи обично по план доаѓаат и ќе го наплаќат тоа. И да има ред, значи овие се таму, затоа што овие еден преку друг, па меѓу нив настанува пречки, вамо таму, ја слушнат, ама тоа се само сега муабети, не можам да тврдам ништо дека е така, као некој порано им наплачал нешто, што како, не навлегувам во тоа. Јас сакам со одлука на управен, со одлука на Совет, значи од 1 јуни тоа да го спроведеме на дело. Воведувањето на пазарната такса е заради поплаките од пазарџиите, дека досегашната паушална наплата се вршела селективно. Општина Кочани планира да вложи околу 18.000 евра за изградба на потпорни ѕидови, пошто ќе се доасфалтираат 2 крака на улицата Стамен Манов. Во моментов тече јавниот повик по тендерската постапка за избор на изведувач, пошто треба да започнат градежните работи. Локалната самоуправа на Кочани планира да потроши над 1.100.000 денари
со кои ќе се изградат неопходните потпорни ѕидови на два крака од улицата Стамен Манов во Ромското Мало, каде од почетокот на април започнаа градежни активности за поставување на водоводната инсталација. Со нејзиното комплетирање создадени се услови за довршување на коловозот на улицата, односно негово бетонирање, бидејќи се работи за специфична локација на која асфалтирањето технички е неизводливо. Поради конфигурацијата на теренот, неопходно е да се изградат и потпорни ѕидови, за што според техничката спецификација во тендерската постапка ќе бидат потребни околу 55 метри кубни бетон. Неопходните финансиски средства се обезбедени од буџетот на Министерството за транспорт и врски, а еден дел и од општинскиот буџет. Во моментот тече рокот на јавниот повик за избор на изведувач на градежните работи, а заинтересираните фирми можат да се прејавуваат до 14 јуни. Инаку, со програмата за изградба и одржување на општинските патишта и улици за 2018 година предвидени се 29 милиони и 700 илјади денари. Дел од средствата, конкретно за улицата Стамен Манов, се обезбедени и преку програмата за декада на ромите. Наградените ученици од музичкото училиште Ристо Јоруков, кои учествувале на државни и меѓународни надпревари, одржаа концерт. Настанот беше дел од содржините за одбележување на патрониот празник на училиштето. Близу 30 на ученици од основното музичко училиште Ристо Јоруков, кои во текот на учебната година освоиле награди на државни и меѓународни надпреварувања, приредија едночасовен концерт. Со настапите надвор од општината, тие се нејзини достојни репрезенти, посебно што остваруваат забележителни резултати, со што таа се вбројува меѓу оние кои го негуваат талентот кон музиката. Во фајето на Центарот за култура Бели Мугли настапија со дела од познати автори на класичната музика. Па за нас е ова посебна година. Зошто? Затоа што од изминатите години, еве и годинава имаме многу учесници на државни надпревари, на меѓународни надпревари, но покрај нив имаме тројца ученици кои во своите категории дисциплини во државата се најдобри. Ево токму од нашето училиште тројца ученици, а уште по-посебна е годината со настапот на Иван Милосов со Македонската филхармонија. И јас ги честитам и наградите на сите учесници. Значи, но настанот со Иван го издвојувам бидејќи до сега, од основањето на училиштето па до денес, не сме имале ученик кој бил на ваков настан. Ова е за прв пат и го одбележува и затоа го сметаме, ја сметаме годината за посебна. На концертот наградените ученици се представија со инструментална изведба на пијано, виолина, флейта, класична гитара и хармоника. Настанот беше дел од содржините со кои се одбележува патрониот празник на основното музичко училиште Ристо Јоруков. Талентираниот ученик Иван Милосов од основното музичко училиште Ристо Јоруков, освен наградите од надпреварите, неодамна доби уште едно признание, единствено до сега во историјатот на нашата образовна институција. Тој имаше заеднички настап со членовите на Македонската филхармонија во рамки на програмата Младите доаѓаат. Десетгодишниот Иван Милосов, ученик во основното музичко училиште Ристо Јоруков, деновиве имаше соло настап на виолина заедно со оркестарот на Македонската филхармонија во Скопје. Во рамки на редовната програма на филхармонијата под назив Младите доаѓаат, тој свиреше рамо до рамо со далеку постарите и поискусни музичари, што е големо признание и за него и за неговите наставници. Истовремено е и признание за нашата образовна институција, со оглед што во низиниот историјат не се случило ученик на таа возраст да настапува на толку високо ниво. Јас на 10 години учествував со своето дебют учествував како солист на Македонската филхармонија во Скопје. Ја го свирев концертот Колај прави став. Милосов е ученик во класата на професорот Петар Поповски, кој го истакнува талентот на неговиот ученик, но и потребата од постојано вежбање. Како професор лично е големо достигнување и круна на макотрпната работа што имаме со учениците во основното училиште Ристо Јоруков. Ова е своевиден поттик
и за другите ученици, значи 90% е работа, 10% е талент. Наша работа е да го препознаеме и да го обликуваме талентот и после натака останува на учениците да се покажат во најдобро светло. Постигнувањата на Милосов се резултат и на поддршката што тој ја добива од училиштето, но секако и од семејството. Во принцип Иван е дете кое што и да има трема не ја покажува тремата, за него тоа е одлично. Мислам дека 15 минути пред да кренеме на настапот беше свесен дека всушност е место и време кога треба да настапува. Да, покажа за прв пат трема, меѓутоа со помош на неговиот наставник Петар Поповски, а и под менторство на Ана Контраденко, што морам да ја спомнам, успеа да ја совлада тремата и ја имавме таа чест како најмал и најмлад учесник да ја отвори сцената и да настапи прв. Дека времето на младите музички таленти допрва доаѓа, потврда е настапот токму на Милосов со Македонската филхармонија. Од него и од неговите училишни другари од Основното музичко училиште Ристо Јуруков, јавноста во Кочани пошироко очекува нови успеси и настапи на важни манифестации и со големи оркестри. Менување на секојдневните навики на конзумирање брза храна и недоволната физичка активност, а со тоа превенција на појава на диабетес кај младата популација, е целта на едукативните предавања што Сдруженијето на диабетичари Кочани во соработка со Клиниката за ендокринологија од Скопје и фармацевската куќа Новонордиск ги организира со средношколците. Вакво предавање се одржа во Средното училиште Лјупчо Сантов. Едукативни предавања за диабетесот и негова превентива, наменети за средношколците, организира Сдруженијето на диабетичари Кочани во соработка со Клиниката за ендокринологија Скопје и фармацевската куќа Новонордиск. Реализираа предавање на учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, а целта е превенирање на шеќерната болест преку здравиот начин на исхрана и физичката активност. Ова денеска е од едукативен карактер, едукативно да се запознаат средношколците, ова да потенцираме дека се здрави средношколци кои што не боледуваат од диабетес, меѓутоа целта е апсолутно едукативна, да се потенцира за подобрување на начинот на живот, исхрана, физичка активност, подобрување на оние секојдневни навики на однесување, за да колку можеме да превенираме настанување на диабетес. Бидејќи постои еден тренд на појава на диабетес тип 2 кај млади, односно кај млада популација, па токму тоа ни е целта да се изврши превенција на настанување на овој тип на диабетес кај младите. Исто така препознавање на симптоми, доколку постои кај некој дете, кај неговите другарчиња, нели, за ова заболување. Користење на здрава исхрана, здрави намирници, повеќе овошје, повеќе зеленчук, да се исфрлат прости рафинирани шеќери во секојдневната употреба, повеќе риба, повеќе месо, и апсолутно физичка активност се препорачува некаде околу 35 до 40 минути секојдневна физичка активност која што е апсолутно важна за превенција на ова заболување. Во Кочани имаме бројка од околу 2000 диабетичари, од кои 700 се на инсулин, а за жал бројката на деца и возрастни со диабет постојано е во пораст. Токму затоа ваквите предавања се добре дојдени, велат од Сдруженијето на диабетичари Кочани. Ова предавање е наменето за младата популација, за децата во средношколска возраст. Како што истакна и докторката, целта е да им укажеме на децата за нивниот лоши навики кои постојат веќе, храната која гледаме во самото околино окружувањето, се повеќе само сендвичарници, брза храна, она што е нездрава храна. Целта е да ги укажеме дека потребна е промена во навиките на живење, здрава исхрана, физичка активност до подобро здравје. Ова предавање е прво од ваков тип наменето за средношколци, а во соработка со Сдруженијата на диабетичари, вакви едукации ќе се реализираат и во други градови низ државата. Фолклористите на ансамблот Кочани се вратија од 4-дневната турнеја во градот на Розата, Казанлак, Република Бугарија. Имаат 4 успешни настапи на фестивалот, што во чест на Розата се одржува традиционално секоја година. Успешни настапи на фолклористите од ансамблот Кочани на фестивалот на Розата во Казанлак, Република Бугарија.
Со големи впечатоци и нови пријателства се вратија од 4-дневниот престој во бугарскиот град. Станува збор за фестивал со долга традиција, на кој настапуваат фолклорни друштва од цел свет. Таму го празнуваат Денот на розата, затоа што тоа е главна гранка на занимање на општина Казанлък. Од него прават вино, прават ракија, прават парфеми. Фолклорниот ансамбл Кочани даде 4 концерти, од кои на 3 настапи со стилизирани кореографии. Едната беше женско чамче, втората тресеница и третата лазаренки. Значи станува збор за стилизирани кореографии. Например, женско чамче стилизирана кореографија од крајот на селото Смилево. Тресеница исто така стилизирана кореографија од Горни Битолски село, односно од селото Мариово. И стилизираната кореографија Лазаренки, која потекнува од Бојмија, Гевгелиско поле. Станува збор за лазарки, односно за обичаи кои се изведуваат на Лазарева сабота. И четвртиот настап беше со традиционалната игра од црна трава. Тоа се наоѓа на таа една королошка целина се наоѓа на тромеѓето меѓу Република Македонија, Република Србија и Република Бугарија. Значи тие беа 4 настапи, изнудивме голем број на аплаузи и голем број на комплименти. Исто така и благодарници од сите групи ни честитаа. И тоа беше се забавувавме, значи имаше гости од 10 држави. Тоа беше Република Алжир, со кој многу добро соработувавме, Република Кина исто така многу добро соработувавме, Република Романија, нашиот јужен сосед и уште многу други групи од Република Бугарија. Благодарение на упорноста и ентузијазмот на кореографите кои што работат со фолклористите Риста Ѓоргиев и Ана Николова, како и благодарение на трудот на играорците, фолклорниот ансамбл Кочани е вистински репрезент на македонската музика и оро надвор од државата, а постојано се во активност и на изучување нови ора. Во моментов во подготовка е сценска адаптација од традиционални игри од Егејска Македонија, но кореографите се доста иновативни и креативни и во делот на воведување на нова кореографија, нови ора, но и нови носии кои потекнуваат од различни краеви од државата. Инаку, во фолклорниот ансамбл Кочани функционираат повеќе групи во зависност од возраста на фолклористите, а доста интересна и активна е возрастната група играорци, кои постојано изучуваат нови ора и кореографии, а реализираат и турнеи во земјава и странство. Родителите на 7-годишната Ивана Алексова од Кочани, која боледува од церебрална парализа, ги молат за помош хуманите граѓани ако се во можност да донираат средства кои се потребни за лекување во Белград. По направените 2 терапии, девојчето се чувствува подобро. Неопходно е понатамошно лекување, зашто се потребни финансиски средства. 2 терапии во Белград веќе и помогнале. Потребно е да направи уште 2, за да и се олесни движењето на 7-годишната Ивана Алексова од Кочани, чии родители немаат финансиски средства да го платат лекувањето. Една терапија чини 1500 евра. Родителите ги молат сите хумани граѓани да помогнат доколку се во можност. Боледува од церебрална парализа и е 7 годинки. И правиме напори сега да идеме за Белград, да може да ја направиме и 3-та терапија. Веќе така ни кажа и докторот што е од Москва, од Русија. Од 3-та, 4-та терапија може да има многу подобри успеси и да преоде и сето тоа. Една терапија 1500 евра, трае 2 месеца домашно лекување, 1 месец пауза имаме. Значи 2 терапии 3000 евра се потребни. Значи ги молам сите хумани граѓани кои можат, колку можат, мислам, да донират по некој денар, би биле многу благодарни. Сите хумани граѓани кои што можат и сакаат да донираат за малата Ивана, да може да застане на ноза, ќе можат да го сторат тоа на телефонскиот број за донации во T-Mobile 070 143 183 и на жиросметката во Унибанка.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.